Ова живописно швајцарско одморалиште ќе стане амбиент за нов дипломатски притисок за решавање на најголемиот конфликт во Европа од Втората светска војна. Десетици држави и организации треба да присуствуваат на самитот за мир во Украина на 15 и 16 јуни во близина на градот Луцерн. Украинскиот председател Володимир Зеленски ќе разговара за условите на Киев за мир во ек на тековната војна на Русија против неговата земја. Москва не беше поканета, но рече дека немаше ни да присуствува на конференцијата врз основа на мировните предлози на Украина. Сепак Швајцарија се надева дека самитот ќе го отвори патот за идните мировни разговори во кои би била вклучена и Русија. Die Erwartungen an die Konferenz sind klar. Wir wollen einen breit abgestützten Prozess im Hinblick auf einen dauernden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine anstoßen und damit die Voraussetzungen für einen zukünftigen Friedensgipfel unter Beteiligung Russlands schaffen. Gelingen wird das nur im Zusammenspiel der Nationen. Еден од најважните партнери на Русија, Кина, соопшти дека исто така нема да присуствува на самитот и покрај отсуствата, некои експерти ја гледаат конференцијата како важен дипломатски чекор на Киев за да ја сигнализира својата посветеност на мирот. I think what the conference can do for Ukraine, which is the organizer of it and the driving force behind it, is indicate to a global audience that Ukraine cares about peace and wants there to be a peaceful resolution to the conflict. Maybe not today, maybe not this summer, but to set that process in motion. And I think in that sense, the gathering in Switzerland will be symbolically significant. Учесниците ќе разговараат за украинската мировна формула од 10 точки, која вклучува обновување на територијалниот интегритет на земјата, нуклеарната безбедност, безбедноста на храната и ослободување на сите затвореници и депортирани, вклучително и илјадници деца кои се депортирани или насилно раселени. Well, we all hope that this will be a step towards some sort of settlement, but I think that's unlikely given how far apart the two sides are. It's also not impossible that they would find some agreement on secondary issues, and that would be very encouraging. One might be a prisoner exchange of some sort, particularly prisoners who are injured. Many peace negotiations begin with that step and then move towards more broader resolution of the conflict. Украинските трупи продолжуваат да го одбиваат рускиот напредок повеќе од 2 години, откако Москва првпат ја започна целосната инвазија. Меѓутоа Русија неодамна оствари придобивки во источниот регион Харкив и Донецк. И Москва продолжува да ги погодува инфраструктурата и цивилните згради во градовите низ земјата, вклучително и Црноморското пристаниште, Одеса. Тамошните мештани не гледаат лесно решение за конфликтот. Я не знаю чому, але не дуже. Мені здається, що не тому, що люди не хочуть, не тому, що вони не можуть, а тому, що обставини такі, і вони дуже обмежені в своїх можливостях. Я думаю, війна повинна закінчитись нашими кордонами справжніми. Ось тоді так. А смысл этих переговоров я не понимаю. Вот если в России будет усталость воевать, а это надо пару миллионов потерять, военных только. Надоело, хочется мирно жить, спокойно жить, в хорошем государстве. Киев ја обвини Русија дека се обидува да го саботира предстојниот настан и рече дека Пекин ки помага во напорите на Москва да ја наруши конференцијата, тврдење што Кина го негира. Белата куќа соопшти дека подпредседателката Камала Харис ќе ги представува Соединетите Американски држави. Отсуството на председателот Џо Бајден некои наблюдувачи го сметаат како разочарувачко за Киев. Целосната листа на земји кои учествуваат се очекува да биде финализирана ден пред почетокот на самитот.